Излегуваме пред граѓаните со сигурна понуда. Можеме сигурна понуда за повисоки плати и повисоки пензии. Нашиот фокус во следните 4 години, откако ги решивме сите тешки прашања, откако станавме членка на НАТО, откако добивме почеток на преговорите со Европската Унија, е да ја трансформираме нашата економија, да обезбедиме нова македонска развојна економија. И во тој дел, еден од главните фокуси ќе биде да обезбедиме повеќе шанси и повеќе пари и за компаниите, но и за граѓаните. Минималната плата успеавме да ја задржиме на нивото 14.500 во период на целата пандемија. Очекуваме и планираме со нашата програма, со нашата поддршка на компаниите, оваа минимална плата да порасне во периодот од целиот мандат за 40%. Ова го кажуваме како луѓе и како влада која за само 2,5 години успеа оваа минимална плата да ја покачи за речиси 60%. Покажавме дека можеме да обезбедиме и повисока минимална плата, покажавме дека може да обезбедиме и повисока просечна плата. И очекуваме во следните 4 години просечната плата да порасне до 30%. Домашните фирми нема да ги оставиме на цедило. И овој пат ќе ги поддржиме со дополнителни 600 милиони евра, од кои 300 ќе доаѓаат од нашиот домашен буџет, а 300 ќе ги обезбедиме од европските фондови. Со членството во НАТО ќе обезбедиме рекорден број на странски инвестиции. Продолжуваме и со инвестирањата во инфраструктурата. Ќе изградиме 260 километри автопат и 300 километри експресни патишта. Не бегаме од проблемите и не бараме оправдувања. Покажавме дека најтешките проблеми можат да се решат и така беше и поврзано со нашите стратешки цели и приоритети, но така беше и во периодот кој што беше најтежок не само за нашата држава, туку и за целиот свет, во периодот на кризата со коронавирусот. Во одговорот на оваа криза ја вративме целосно довербата во здравството. Тоа можевме да го направиме заради тоа што изминатите 2,5 години на вистина инвестиравме и во капацитети, но инвестиравме и во медицинскиот кадар. Подготвени сме и за следните предизвици во соочување со пандемијата. Вложуваме и понатаму во инфраструктура, вложуваме во позитивни листи, меѓутоа исто така вложуваме и во луѓето. Во следниот мандат ќе покажеме дека можеме повеќе и во делот на здравство. Како што ги укинавме квотите кои што ги мачеа граѓаните и кои што предизвикуваа после 5 во месецот да има голем недостиг на лековите, сега ќе ја збогатуваме позитивната листа во здравство на тој начин што ќе вградуваме нови, подобри терапии кои што ќе дадат повеќе шанса за сите оние кои што се соочуваат со здравствен проблем. Ќе обезбедиме брзата помош во градските средини, во урбаните средини да пристига за 10 минути, а во руралните средини за највеќе 20 минути. Нашиот фокус е во следниот мандат 33 милиони евра да ги насочиме кон целосно реконструкција и опремување на сите оделенија за интензивна нега. И на тој начин ќе обезбедиме и при следниот бран на коронавирусот да ги имаме неопходните капацитети. Вложивме во нови кадри во здравството, обезбедивме рекорден број на специјализации и заради тоа велиме дека јавното здравство ќе биде наш приоритет заради коронавирусот, но и заради граѓаните кои што секогаш очекуваат и заслужуваат добра здравствена заштита. Во третиот столб, грижа за сите, покажавме многу. За само 2,5 години ја зголемивме социјалната помош на најзагрозените не 3%, не 30%, туку 300%. 3 пати поголема е социјалната поддршка која што ја добиваат најзагрозените семејства. Веќе следната година ги зголемуваме додатоците за попреченост за 15%. Покажавме дека навистина парите ги враќаме кај граѓаните. Со новите туристички ваучери, со картичките за млади, со картичките за поттикнување на домашните производи и поддршка на домашното производство, вративме многу сериозна сума назад кај граѓаните и кај фирмите, им дадовме шанса подобро да живеат. Веднаш по изборите, можноста за кредитна картичка за купување на домашни производи
ќе ја прошириме на уште 2 групи. На пензионерите кои што имаат пензија пониска од 15.000 денари, но и на сите оние лица кои што се невработени, но не успевале секој месец да се регистрираат како невработени. Со овие 2 групи дополнително ќе овозможиме подобра екзистенција и подобар живот на илјадници семејства. 34.000 домаќинства ќе ги опфатиме со гаранцијата за минимална поддршка, за минимална помош. 65.000 деца ќе добијат подобро детство, подобро образование како резултат на детската помош која ќе влегува во семејните буџети. Ако во овие 2,5 години покажавме дека навистина сакаме да градиме праведна држава и дека таа праведност може да се обезбеди, фокусот во следните 4 години ќе биде целосно да ја обезбедиме правната држава. Законот да биде еднаков за сите. Тоа го гарантираме во следниот мандат. Во последните 2,5 години моравме голема енергија да вложиме во нови закони. Можевте да чуете и да видите кој се спротиставувал на таквите закони, кој се спротиставувал на тоа законот да важи за сите, за оние кои што се сиромашни, но и за најбогатите, за немоćните, но и за најмоćните во државата. Видовме дека и во изминатиот период некои судии се трудеа да застарат предмети намерно. Овие судии, ваквите луѓе кои што го злоупотребуваат системот, не смеат веќе да имаат нашата доверба. Како влада нема да се мешаме во судството, но обезбедивме 2 клучни проекти во следниот период. Секој судија и обвинител да мора да го декларира својот имот, да мора да се прочисти списокот, односно да се прочисти судството преку проверка на тоа кој и како го стекнал тој имот. Дополнително обезбедивме Европската Унија да ги мониторира, наблюдува и коментира најважните предмети врзани со корупција и со злоупотреба. Патните трошоци во собранието ќе бидат укинати и на тој начин ќе обезбедиме граѓаните повторно да ја враќаат довербата и во собранието и кај своите избраници. Влеговме во најмоćниот воено-политички сојуз. Успеавме да влеземе во НАТО за 2,5 години. Успеавме за 2,5 години да дојдеме до почеток на преговори со Европската Унија. Затоа, како влада со полн капацитет, можеме да кажеме дека ќе можеме за само 4 години да отвориме 80% од поглавијата за преговори со Европската Унија и да донесеме 2,5 милиарди евра европски фондови кои ќе влегуваат во секоја општина, во секој сектор, во екологија и во инфраструктура. Овој пат граѓаните нема да дозволат блокади од опозицијата и буквално ќе видат како влада со чист мандат, со целосен капацитет, без кочници, без пречки, ќе успее да ја совлада и оваа стратешка цел на државата. Ова се нашите визии, ова се нашите цели и нашата програма. Покажавме дека можеме да ги решаваме проблемите. Од 15 јули, кога ќе ја добиеме поддршката на граѓаните, ќе покажеме дека можеме и повеќе и подобро. Ако за 2,5 години ги решивме сите крупни заостанати проблеми, за 4 години навистина ќе можеме да обезбедиме подобар живот и повеќе шанси за сите во нашата држава. Ви благодарам.